Дали може да влеземе во Божјото присуство сите? Да не заборавивме? Знаеме ли како беше тоа? Фокусот и вашите очи кон Бога. Барајте го Бога и Неговото присуство. Барајте целосно да го посети ова место и секое срце што е овде. Побарајте го Божиот мир, Божјата заштита во името на Исус. Да се спушти овде на ова место. Да ве посети сите и да се прошири на секаде. Господи Исусе Христе, Ти благодариме за овој миг кој што толку многу го чекавме. Ти благодариме што Твојата црква ја собра на ова место. Ова место е свето, зашто го казат светиите Твои. Ала Господи што ја собираш во Твојот мир и во Твојата радост. Слава Ти, Исусе Христе! Слава Ти, Татко наш, што никогаш не забораваш и не оставаш. Слава Ти, Господи! Сега во овој час, моето срце, мојата душа, моето тело, се Ти предавам во Твоите раце. И те канам дојди и исполни ме со Твоето присуство, со Твојот мир, со Твојот дух. Излеја Твојата љубов во моето срце. И денес Ти благодарам што живеам, што постојам, што Твојата крв е врз мене и ме заштитуваш од секое зло. Фала Ти, Господе, што не направи сведоци на Твоите чуди, што и влакно од косата не ни недостига. Ти обезбедуваш се, Господе, и непријателот не може да допре до нас, зашто Ти не покриваш со Твојата света крв, Исусе, и ние каде и да одиме, победуваме. Да, Господи,
i ljadnici okolo nas da paѓаат, i čuma преку плавне да гони, и страв да трепери навечер, до нас не се допира, зашто ти си во нас, и поголем си ти во нас, отколку оној во светот. Ние во целости се предаваме и ти благодариме. Фала ти, Господи Исусе Христе, што денес те славиме на ова место, што Твојата црква се собира во единство и секој еден од нас со целосно предадено срце се радува, зашто кога ти си со нас, нема ништо против нас. Слава ти, Господи Исусе. Слава. Ајде ние. Слава. Слава на Исуса. Слава, 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 слава на Господа. Ајде пак. Слава, слава, слава вие. Слава на Исуса. Ајде сите во еден дух. Слава, повтори. Слава, слава, слава на Господа. Љубов, вие. Љубов, љубов, љубов од Господа. Ајде повторно. Љубов, 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 љубов од Господа. Радост, 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 радост во Господа. Повторно радост, ајде заедно. Радост, радост, ајде вие. Радост во Господа. Радост, радост. Тебе слушам. Радост, еднаш, радост, радост во Господа. Слава на Господа. Пак слава. Слава, 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 слава.
на Исуса. Ајде во духот да се препуштиме да кажеме слава, 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 слава на Господа. Слава. Ајде повторете така од срце. Слава, слава, слава на Исуса. Спремни ли сме да го прославиме Бога? Слава, 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 слава. Ръце горе. Слава на Исуса. Квасите душата со Божјо присуство. Слава, 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 слава на Исуса. Имаме ли љубов сега? Очите, а отворете ги срцата и рацете кон небото и кажете сите заедно: Господе, ти благодариме за оваа радост, за Твојата љубов во нас, за тоа што го славиме Твоето име кој над секое име. Фала Ти што не постои страв во нас. Ние не се срамиме да го прославиме Твоето име на секое место. Фала Ти, Господе, што и од планините, и од височините, и од секаде се прославува Твоето име кој над секое име. Фала Ти, Господе, што се содействува за наше добро по милоста Твоја. Фала Ти што ја благослови Твојата црква и со деца, дечиња, со љубов, со плодност, со решение за секој проблем, со исцелување за секој човек. Фала Ти, Господе, што никој не може да стави шефа на нас, зашто, Господе, Твојата десница е врз нас. И ние, Господе, не сме повеќе слаби и грижливи. Ние знаеме дека сме Твои, Твои чеда, живи храмови, водени од Светиот Дух. О, Господе, ние Ти благодариме, што ни ги отвараш ушите да слушаме, со срцето да разбираме, со очите да гледаме, сето она што Ти е Тебе по волја. Фала Ти за ова прекрасно време што го имаме, што излеговме од пасивноста и од удобноста која што се наметна. Господе, нашиот дух е жив, зашто Ти ни даваш живот. И пулсот на нашето срце е заради Тебе, и од Тебе, и преку Тебе ние дишаме. Сега вдишуваме во Твоето присуство и примаме исцелување за нашите клетки, костената срж, секој дел од нас, секоја жлезда, ни секоја пора проби во нас, действувај, обнови не. Зашто ние знаеме дека нема да умреме, туку
ќе живееме и ќе ги прославуваме Твоите дела, Господи. Твоите дела, Господи. Зашто само Ти си достоен за слава и чест. Само Ти си вечен. Само Ти си Алфа и Омега. Само Ти си совршен. О мой Господе Исусе Христе, моето име го носам во срце, Твоето име ми дава спасение. Радоста од Тебе ја имам, животот од Тебе го примам, Исусе, мој Спасителе. Јас сум Твое дете, мој Боже, доаѓам сега кај Тебе и со радост Ти се поклонувам. Ти ме возлюби и ме спаси. От срце кажи благодарам. Благодарам, благодарам, што сега Ти во мене пребиваш. Господе Исусе Христе, Твоето име го носам во срце, Твоето име ми дава спасение. Радоста од Тебе ја имам, животот од Тебе го примам, Исусе, мој Спасителе. Кажи, јас сум Твое дете. Јас сум Твое дете, мој Боже, доаѓам сега кај Тебе и со радост Ти се поклонувам. Што сега Ти во мене пребиваш. Благодарам, благодарам, Ти ме возлюби и ме спаси. Што сега Ти во мене пребиваш. Благодарам, благодарам, Ти ме возлюби и ме спаси. Исусе, благодарам, благодарам, што сега Ти во мене пребиваш. Господи, Исусе, 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 Господи, 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 дојди во мен, прегани.
Исусе, Господе, Господе, дойди ти, превърни ме. Осетија таа љубов, ајде нека се тргнат сите слоеви од вашето срце. Така, ослободи се, нека се тргне тој камен слој, дебело како петица застарена и сува, нека се тргне тој слој од твоето срце. Стани сензитивен на духот. Така, препуштај се, танцуј во Божјото присуство лесно. Препуштај, биди како дете весело, ослободен како пеперутка, како снегулка, како дете што се враќа дома. Ослободи го срцето и душата. Тргни го ботоксот од лицето и насмевни се конечно еднаш вистински од срце. Нека се пролее една солза од радост и благодарност, зашто жив си, зашто го познаш Господа. Не се проблемите поголеми од љубовта Божја, ниту слабостите, ниту оскудацијата или што и да е. Насмевни си кажа: Исусе, Господе, Господе, дојди до мене и превърни ме. Така, ајде со свој звук. Исусе, Исусе, Господе, Господе, дојди сега ти и превърни ме. Сега кажи го тоа на неговиот јазик. Ајде на јазици слободно. Така, слободи се, нека тргне јазикот да зборува на духовен. Ти даваме сета слава и чест Тебе, Господе, Исусе Христе. Го славиме и издигнуваме Твоето име, кој над секој име, над секоја диагноза, над секој вирус и бактерија, над секој проблем. Господе, Ти си на престолот на нашиот живот, Ти остануваш, Тебе Ти припаѓа тоа место и се што сме поставени на тоа место, го тргнуваме и се каеме заради тоа. Во овој час, Господе, пристапуваме кон Тебе со радост. Со радост, Господи, зашто имаме привилегијата да бидеме Твои чеда. Фала Ти, Господи Исусе Христе, што во овој час пристапуваме кон Тебе и велиме: грешни бевме, Ти се смилува на нас. И сега, Господе, се каеме за секој свесен и несвесен грев извршен против Твојата воља. Што размислувавме душевно, телесно и светски, се каеме. Што лажавме,
се вознемирувавме, колневме, мразевме, пцуевме, што лесно се враќавме во светот, Господе, се каеме, жалиме за тоа. Сочуване, Господе, сочуване, Господе. О, Господи, Твои сме, и во овој час ние знаеме дека имаме таа привилегија да го потврдиме нашето присуство во Тебе. Одново се враќаме дома со радост. Во овој миг, Господе, дели прости ми, Господе, за се што извршивме против Твојата воля. О, Господи, моето тело му припаѓа само Тебе. Моята душа Ти припаѓа, моето срце, мојот живот, се, Господи. Се, Господе, мој е Твое. Во овој час, јас сега се одрекувам од окултизам, од лажни учења, од лажни мислења, гордост, суета и сето на Господе, што не беше против Твојата волја, што го вршев без да го осознавам. Жалам и се кајам и се одрекувам од секој пристап мој кој што одел против Божјата волја и што отворил врата за непријателот да го повредува мојот живот, моето тело, мојата душа, но и да ги повредува моите најблиски. Знам, Господе, дека славата е само Твоја, а не на светци. И затоа тоа се ќе чистам од дома. Знам дека славата Ти припаѓа само Тебе и затоа нема да издигнувам имиња на луѓе. Зашто, Господе, Ти си ревнив Бог. И јас сега, Господе, Ти благодарам што во овој момент го слушам и ова слово во кое што зборуваш Ти, Господе, преку апостолот. А тој рече, јас го примив од Господа оно што Ви го предадов дека Господ Исус не повторува. Во онаа ноќ во која беше предаден зеде леб и благодари, го раскрши и рече, земете јадете, ова е моето тело кое се крши за вас, правете го ова за мој спомен. Исто така и чашата по вечера и рече, ова е чаша на новиот завет во мојата крв. Правете го ова секој пат кога пиете за мој спомен. Зашто секој пат кога ќе го јадете овој леб и ќе пиете од оваа чаша, ја навестувате Господовата смрт додека дојде тој. Затоа кој јаде од лебов или пие од оваа Господова чаша на недостоен начин, ќе биде виновен против телото и крвта на Господа. Но човекот нека се испита себе си и така да јаде од лебот и да пие од чашата. Зашто кој јаде и пија не го распознава Господовото тело, јаде и пие за своје осудување. Затоа мнозина се слаби и болни меѓу вас, а мнозина и умираат. Ако се осудуваме сами себе си, нема да ни се суди. А кога Господ не суди, не накажува, за да не бидеме осудени со светот. Господе, Ти благодариме што го слушнавме ова слово и затоа сега свесно се каеме за секоја лага излезена од нашата уста, за секоја лоша намера во нашето срце, за сето оно што го имавме како нечиста мисла во нашиот ум, за секој греф извршени со нашите раце и во нашето тело и во нашите фантазии. Господе, се каеме за сето тоа. Внатрешно се осудуваме и сето тоа не го почитуваме, не го криеме, туку пред Тебе го признаваме. Секој што греши умира, но Ти ни даде, Господе, право на избор и можност да се покајаме. Сега се каеме и молиме за прошка. Прости ни, Господе, на нас. Веруваме дека Ти тоа го обезбеди на крстот, кога за нас го даде својот живот. Со Твојата љубов им простуваме на сите што не мразат, колнат, што неправедно не обвинуваат и кои што имаат нечисти намери кон нас. Им простуваме на оние кои што ни завидуваат, кои што сме свесни дека вршат злобни дела. Нека се благословени нашите непријатели. Ние Те молиме, објави им се. Освој го нивното срце за Тебе, Господе. Сега во овој час примаме од Твоето тело, Господе. Може да се подели? Да се подели. Секој што не го избрал Исус Христос званично за свој Бог и Спасител, нека каже: Господи Исусе Христе, верувам дека Ти си Синот Божи кој умре за моите гревови на крстот, беше погребан, на третиот ден воскресна. Те примам за мој Господ и Спасител. Верувам дека по Твоја милост ми се простени гревовите и по Твоја милост примам спасение и вечен живот. Застани на престолот на мојот живот, Исусе Христе. Амин. Слава на Отецот, Синот и Светиот Дух.
Поделете чашката и лепчето, земете го прво. Нека крене рака тој што не земал. Кој што не земал, нека крене рака. На верче однесете. Кој нема, нека крене рака за попрактично. Дојди, Саша, овде нема. Дали сме спремни сите? Дали се покајавте сите? Не слушнав. Да. Господи Исусе Христе, го примам овој леп, го примам Твоето тело што се крши за мене. И го даде својот живот за мене, го скрши своето тело за мене. За јас, Господи, да примам живот во Тебе. Го примам со радост, зашто знам дека со Твоите рани сум исцелен, по Твојата милост спасен. Уклуча. И кажа, Господе, кој јаде од Тебе никогаш нема да огладне, и кој пие од Тебе никогаш нема да ожени. Ти е проле Твојата света крв, за да не осветиш и да ги измиеш нашите гревови. Ти благодариме што не освети и целосно ни опрости. Ти благодариме што сега ја имаме чашата на новиот завет по Твојата крв, која ја примаме со благодарност и понизност. Еден во еден да ги собереме брзо. Кренете рака и кажи, Господи Исусе Христе, радоста од Тебе е уште поголема. И радоста од Тебе што ми доаѓа ми дава сила. Фала Ти, Господе, што живеам безгрижно со водство од Светиот Дух и што сум Твое дете, што сум орган во Твоето тело, чија глава си само Ти, Господи Исусе. Ти одевам сета слава и чест Тебе, Господи Исусе. Слава, слава, слава Ти, Господи. Амин. Слава на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Алелуја. Одете му слава на плескање. Слава на Бога. Вие сте дел од Христовото тело. Вие сте Божји агенти, вие сте Божји деца. Вие сте сол и светлина. И тоа не смете да го заборавите. И кога сте слаби, сте силни. Зошто? Затоа што во вашата слабост совршено се пројавува Божјата сила. И кога ве навредуваат и прогонуваат заради Исус и заради Неговото име, тоа е привилегија и е благослов. И ако сте упорни во вашата вера која што дава плод и е жива, вие ќе примите вашата награда горе на небесата по милост на Господа. Затоа не се прилагодувајте со светот. Живејте по тесниот пат одете. Не правете како што сите прават. Останете верни, останете на тесниот пат и научете се да го слушате Божјиот глас. Зашто тој е компас во нашиот духовен живот, тој го диригира нашиот живот и ние никогаш нема да бидеме оставени сами, бедни и да ни не достига нешто. Ако гледаме околу нас дека тоа се случува, имајте милост, покажете сочувство кон тие луѓе, но не се идентификувајте со туѓите слабости. Зошто? Затоа што вашите слабости, вашите грешки веќе се разрешени од вас на крстот. Тоа е веќе разрешено од вас и вашата идентификација не е со вашите слабости и вашите маани, туку вашата идентификација е во Христос дека сте Божји деца. Амин. 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 Алелуја. Така е. Сега да се гуштаме виртуелно. Ете така. Значи вака, за денеска она што го планирав не е тоа што го планирав. Знаете вие дека секогаш Господ зборува различно од она што ние си го планираме и тоа треба да ни е јасно на сите. И секако да го почитуваме тоа како едно нешто посебно, ако сме отворени да така ни зборува Господ во секој момент.
Имено тоа што сакав да го споделам денеска ќе заокружиме со нешто поспецифично, меѓутоа пред да почнам прашањето ми е ако храната е неопходна за човекот не е да има сила, како ќе преживее без храна? Прашањето е како ќе преживее без храна, знаеме дека е неопходно. Одговор некој да каже? Ако се храниме од Божјото слово, тогаш нема да озаднеме. Зашто пишано е што? Дека човекот не Живее само од Којот? А, и од Божјото слово. Зошто ви го кажувам ова? Затоа што непријателот го напаѓа најчесто умот и ти вика нема за леп? Нема да имаш за леп, муре? Што ќе му одговориш тогаш? А бре, добре, вистина е. Или? Како? Ќе се спротиставиш, така, ќе се спротиставиш цитирајќи го Словото. Зошто? Затоа што библискиот принцип е спротиви се на ѓаволот и тој ќе избега од вас. Амин. Добро. Ако водата е неопходна за телото, тогаш како човекот ќе преживее без вода? Како? Што ќе кажете? Така ли ќе му кажете? Кој верува во Исус? Ова трибина овде е погласна. Вас да ве слушнемо тука. Кој пие на тоа никогаш нема да ошедне. Значи, кој е извор на нашиот живот? Исус. Од која вода ние остануваме целосно сити? Така, и кој е тој? Тој е Джизус, Исус Јешуа, окей. И сега што сакам друго да прашам. Ете, без храна, решено, знаеме кој е одговорот. Без вода, исто знаеме кој е одговорот. Прашањето ми е. Човек без воздух не може да издржи само неколку минути и умира. Што е понеопходно од храната, од водата и од воздухот? Треба да одговори. Спасение. Дури погласно ова да биде. Ајде да видиме. Тој. Што? Без што не може нашето срце да преживее, дечки? Без љубов. Без љубов. Без љубов. Затоа сакам да ги затворите очите за момент и да слушнете нешто интересно. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или киндл што цвечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни. Да го имам сето знаење, а и така силна вера, што и планини да преместувам, ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да го предадам телото да ми изгори. Штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е великодушна, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува. Не е горделива, не е непристојна, не бара свое, не се срди, не памти зло, не се радува на неправда, туку се радува на вистина. Се покрива, во се верува, на се надева, се поднесува. Љубовта никогаш не пропаѓа, а пророкувањата ќе минат, јазиците ќе замокнат, знаењето ќе исчезне. Чувствувате таа љубов во вашето срце и преиспитете дали ја имате таа љубов во себе. Да. Значи, што и да имам, ако љубов немам, ништо немам. Развој. Љубовта е неопходна за што? За секој еден од нас, зашто љубовта го осмислува животот и му дава вредност. Амин. Амин. Сега вие знаете дека некои луѓе не разбираат што е тоа таква љубов и затоа се однесуваат посесивно, ја изнудуваат таа љубов, условуваат, купуваат, малтретираат, не знаат што е таа љубов во суштинско разбирање и се плашат да не ја загубат и затоа околу себе
се врзуваат за луѓе, за имоти, за одредени нешта кои што им асоцираат за љубов, а всушност тоа се минливи, материјални работи или од временски карактер кои што не даваат целосно исполнување на внатрешната празнина. Затоа е многу важно да разбереме дека љубовта изобилува со добрина, не потикнува да бидеме добри, но и ни дава способност да споделуваме, односно да се отвараме. Зошто ова го објаснувам? Затоа што некогаш премногу се присутни заштитните механизми и не споделуваме, односно не се отвараме. И затоа велам тоа често пати наликува на ботокс на лицето или ботокс во срцето, каде што нема живо пулсирање, нема жив израз на радоста и тоа не е добро, особено за луѓе кои што имаат близок однос со Бога. Љубовта е таа што не променува и што не тера да не сме себични, туку да сме посветени, но исто така и да сме задоволни кога другите луѓе се среќни, кога другите луѓе од црквата влегуваат во брак, кога имаат деца, кога им се раѓаат дечиња, кога одат напред, кога просперираат во работата. Кога ја имаме таа љубов во нашето срце, ние не се штедиме да се израдуваме на тоа и не правиме споредба со нашиот живот. Еј, она има дете, јас немам. Еј, она има брак, јас немам. Еј, она има кола, јас немам. Значи, тоа така не оди ако ја познаваме Божјата љубов. Дали се разбираме, дечки? Да. Сега вие погодете зошто јас оваа тема ја зборувам за љубовта. Она што сакам да го повторам и да ви го објаснам, многу пати во книгите го пишувам како да се обраќам на читателот и не го истакнувам на начин дека Бог го зборува директно. Во последната книга Молитвена терапија ги открив тие пристапи кои што се малку поотворени и директни, но дел од тоа сакам да споделам не од таа книга. Или вака, ти си створен од совршената љубов. Бог е совршен и дава совршена љубов и ти си створен од неговата љубов. И тоа се Божји зборови. Но вие кога читате една книга, не забележувате дека тоа Господ ви зборува. Некој ќе забележи, некој не. Твоето срце и твоето постоење не е случајност, туку Божја промисла. Но таа Божја промисла се комплетира совршено во твојот живот, доколку ја осознаеш неговата љубов и ја примиш во себе. Се додека не го сториш тоа, луташ, ќе живееш површно, ќе наоѓаш утеха во ситни задоволства, но никогаш нема да доживееш внатрешна полнота која доаѓа преку Божјата промисла и љубов. Амин. И тука веќе јас го отварам прашањето. Ако луѓето не ја осознале Божјата љубов, тогаш како очекувате тие да ја ценат и почитуваат вашата љубов и посветеност која им ја дават? Нели тоа е малку преголемо очекување? Зошто ви го кажувам ова? Затоа што некогаш не боли блиски луѓе, им даваме љубов, време, внимание, а не знаат да вратат или да откликнат. Не дека треба да очекуваме да вратат, но не го ценат сето тоа. Зошто не го ценат? Одговорот е во тоа, затоа што немаат критериум да сватат што е таа љубов која што се дава и колку е вредна и потребна. И кога они немаат разбирање за Исусовата љубов, тогаш како би ја ценеле вашата љубов? Нели? Затоа не треба да се бара таа љубов од несовршени луѓе, туку да се бара исклучително само од Бога, бидејќи Бог е совршен и таа совршена љубов ни ја дава во изобилие преку Светиот Дух во нашето срце. Сега на нас е тоа да одлучиме дали ќе живееме со таа љубов, односно да љубиме кога не навредуваат, да љубиме кога не удираат по едниот образ да го завртиме другиот, или пак да не љубиме. Јас верувам дека ние сите тоа го осознаваме и го секој ден на некој начин е предизвик за да го практикуваме истото. Сега, кога љубиш на Божиот начин, престануваш со старите верувања и убедувања. Односно, престануваш со стариот начин на живење, тргнуваш по Божиот начин и го љубиш Господа, потоа тие околу тебе и веќе доаѓаш до усовршување во тој практикум на љубовта. Ова е важно да го сватите. Зошто? Затоа што оваа тема е за библиски, односно духовен систем на верување и убедување, дали имаме во себе или немаме. Ако читаме Свето писмо, тоа што го читаме оживува во нас и ни инсталира нови верувања, нови убедувања кои што ни отвараат нови перспективи.
во животот. И една од тие перспективи е љубовта, почетокот, основата на се, затоа така почнав. Така да Библијата сама по себе директно не повикува да откликнеме кон Господа со љубов, да го љубиме Бога со сето срце, душа, сила, но и да го љубиме ближниот како себе си. Ова е темелот. И тоа не е лесно, но тоа е нашиот позив. И ако ние тоа го живееме, го практикуваме, од тука почнува се. И така започнува на нов начин да перцепираме. Имаме нови верувања, нови замисли, нови убедувања за нас, за нашето постоење. Ние како поминува времето, гледаме дека луѓето стануваат егоцентрични и си мислат само на себе, на своите лични интереси, нели? И љубовта лади, тоа е пишано, дека љубовта ќе лади во последното време. И лесно е да станеме како другите. Потешко е да се биде трпелив и да се биде во љубов. Но тоа е нашиот живот. Амин. Амин. Неосознавањето на совршената љубов како градивен материјал од кој што сме створени, не прави да бидеме дистанцирани од свесноста за тоа дека сме Божји деца и за тоа дека љубовта во Господа не идентификува како негови чеда. И кога човек не ја познава таа љубовна суштина од која што е изграден, тогаш не осознава дека е способен за добро. Не осознава дека е посинет од Бога. Не го живее тоа суштински, го разбира ментално, но не го живее со цело срце. Затоа човекот треба да свати дека кога е во Христос, станува веќе љубовно создание кое што може да љуби, да дава љубов. Доколку тоа не го практикува, почнува да превзема други улоги во животот. Алексис од Династија, Шехерезад од некоја турска серија и различни други улоги, Терминатор, Рамбо, Снежана и 7 џуџиња и така натаму. Така е, нели? И сега, многу пати, знаете, јас сум ви споделувал, кога работам со луѓе, они си имаат чувство дека си се добри, меѓутоа, нема добро мислење за себе си и од таа точка многу тешко помрднуваат, па дури и вие. Многу пати сум ви зборувал дека сте покајани, опростено ви е се од Господа, ама тешко ви е да сватите дека сте нови луѓе во Христос и дека сте способни за добро, а не да се вртите нонстоп во истиот круг како до сега. Мора да излезете од тој циклус. Но не можете да излезете затоа што библиските верувања и убедувања како систем на вредности не ги живеете сосем. Многу често имате задоволство да си мамнете по еден камшик. Како да чувствувате задоволство во сето тоа внатрешно страдање и како да живеете на работ на агонијата во дадени моменти, па мама ќе те теши, друг ќе те жали и така ти ќе имаш оправдување за своите мизерии. Тоа не е Христовиот живот. Не е Божјата замисла. И вие тоа дефинитивно мора да го смените, за да бидете вистински во улогата да сте сол и светлина на оваа земја. Дали се разбираме? Да. Ете така. И затоа ви го објаснувам ова, затоа што вие не осознавате дека се идентификувате како песимист, како жртвен јарец, како жртва на околностите, на финансиската криза во Македонијата, жртви на вирусот, на економијата што пропадна или што пропаѓа од вирусот, жртви на климатските промени. До кога тоа ќе се живее и ќе се негува во себе? Вие каменот ќе го расплачете, бе луѓе, кој ќе го грабнете, ќе го стопите, бе. Не со физичка сила, бе, со таа сила Исус што ни ја дава преку Светиот Дух. Амин. А сте се исплашиле да скокнете, да мрднете, да кажете. Не сте вие кукавици. Не сте вие оние од песната на Цеца, кукавица. Не сте вие тие, вие сте Божите деца. Прочитайте кој ќе заборавите кои сте. Прочитајте за кого се молеше Исус во Евангелие по Јован 17 глава, кога му капеа капките пред што се претвараа во крв. За кого? За тебе. За кого ли биет камбаните? За тебе. За кого Исус плачеше? За тебе и мене. За кого се молеше? За сите нас. Кој ќе каже амин? Амин.
И како да биде изграден систем на позитивни верувања, духовни верувања и убедувања? Ќе биде кога не само ќе се чита Словото Божјо, туку ќе се практикува. Инаку само теорија ќе знаете, а во практика ќе бидете многу слаби. Слаби во љубовта, слаби во разбирањето, слаби во... И многу често ќе се кнете себе си, така јас го кажувам, се прокна. И ќе се колнеш себе си многу лесно, не само себе си, и своите деца, и својот маж, и својата жена. Све по список ќе тераш со колни, со песимизми, со се лошо. Зошто? Затоа што забораваш кој си. Огледнуваш во момент во огледало, знаеш, кој ќе го сретнеш пасторот, одма знаеш кој си, и после заминуваш дома и веќе после 2 дена од нашава средба, ти више се претвараш, или си Дракула, или си, како што реков, некој Рамбо, или некој лик, госпоđа министерка, различни. А вие само треба да се подсетите дека сте деца на Севишниот Господ. Амин. Неосознавањето на Божјата љубов не овозможува да имаме конекција со луѓето, ниту да почувствуваме дом, припадност, семејство, пријателство, единство, сплотеност. Сето тоа го искусуваме, ама не можеме да го осознаеме. Не можеме, ти еве тука си, но не можеш во целост да се препуштиш. Нешто ти тежит. Тоа што ти тежит е нешто што ти го негуваш. Не си го раскрстил од себе, не си го предал на крстот на Бога. А тоа може само угнетувањето, може би навиката да гледаш песимистички кон се околу тебе без да си благодарен. И тоа мораш да го смениш. Во 1 Јованово 4 глава 7 и 8 стих вели: возљубени да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога и секој кој љуби е роден од Бога и го познава Бога. Кој не љуби, тој не го познал Бога, зашто Бог е љубов. Значи, кој не љуби, автоматски не го познал Бога, ако се нарекува христијанин. Разбирате? Љубовта е индикацијата за тоа дека сме негови. Отсуството на љубов што носи? Носи раздор, конфликт, што друго? Што носи отсуството на љубов? Болест. Болест, страв, кој кажа, така е, депресија. И сега многу луѓе го искусуваат и стравот и депресијата. И како што кажав, улогата е да живеат или како хипохондери, или како анксиозни, паранои и така натаму. Меѓутоа, сето тоа е отсутство на љубовта. А во Библијата, во 1 Јованово, што пишува во 4 глава 18 стих? Во љубовта страв нема, туку совршената љубов кој изгонува стравот, бидејќи стравот подразбира Казна. а кој се плаши не е совршен во љубовта. И зошто љубовта е совршена? Бидејќи таа е безусловна, ти дава право да избереш дали ќе ја носиш во срцето или не, и таа совршена љубов е изнесена од срцето на Бога и се покажа на дело преку Исус и преку тоа што Исус го направи на крстот, давајќи го својот живот за секој ден нас. Поголема љубов од ова нема. Амин. И сега, ти знаејќи го тоа, ми викаш амин тука се, а во себе негуваш мисли дека си лузер, дека си губитник, дека си кризатор, каде одиш те следи баксус, не можеш момче да си најдеш, работа не ти оди, не ти текнува, не ти се отварат сите врати, нели е контрадикторно со ова што викаш амин? Е. Ете, тука е моментот. Денешно ова собирање е будење. Затоа што не можеш со устата да кажеш дека си христијанин, ти живееш како губитник. Контрадикторно е, едно ти вика устата, друго ти е оно во чувството, во срцето. Затоа вие треба тоа да го детектирате на време. Не јас да ви одам со прачката, ало, кај пропадна ти бе? Зошто вака размислиш? Така не може тоа да тераме. Тоа е само во почетокот кога не знаете да одите и ги кинете колената. Паѓате се, ринете. И тогаш, нели, пасторот е малку така. Ама вие одам на свој нозече корите. Веќе вие треба сами да детектирате нешто на видно поле се појави, или тоа е електрицитет се појавува во вас. Будност, стој! Што ми се случува? Зошто вакви мисли имам јас? Гетла од мене во име на Исус, бега од мене.
Вие тоа не го практикувате. Јас колку семинари да правам, колку и проповеди онлайн да правам, дома да ви дојдам, сето тоа е опусто. Ама да не практикуваш духовен авторитет во Исус, знаете ли што значи? Се потврдува тоа што ви кажувам. Уживање во собственото страдање. Умирам. Малеку умирам. Не треба така да биде, треба да живееш и да се бориш за тој живот. Од ти е дар од Господа. Амин. Да се препушташ во агонијата на облаците што дошле врз тебе. Мора да го разберете тоа. Вашата радост не зависи од тоа дали мажот те погледне намуртено или насмеан. Твојата радост не зависи од детето дали ќе ти рече мамо мори или ќе ти мајчички или ќе ти рече. Не зависи од околностите како се однесуваат најблиските, подалечните, комшиите, народот, колегите и слично. Научете се да зависите од Господа и да знаете дека радоста ви доаѓа од Бога, а не од што некој намигнал, некој ждригнал, некој ве погледнал луто. Дали се разбираме? Да. Така ли е? Така е. Од кого ви зависи радоста? Господ, Исус. Сигурни ли сте? Ќе провериме. Ќе провериме. Ако ви се случува такво нешто, ја ќе те прашам по телефон. Од кого ти зависеше радост? Од мажо? Сакај си го, негувај си го, ама не ти зависи радоста од него. Ами ако он е тмурен, ти биди му сонце. Ти осветли го. Со љубов победи го. Еми злото или лошото или облаците или што и да е. Зошто ви го кажувам? Затоа што начинот на кој што размислуваме го определува начинот на кој што действуваме. И она што во себе го негуваме или го гледаме внатрешно, тоа се рефлектира во нашиот живот. Зашто пишано е во Изреки 23:7, зашто какви му се мислите во душата негова, таков е и тој. Какви ти се мислите тебе, таков и ќе бидеш. И затоа велам дека системот на верување и убедување представува еден концепт по кој што се живее, и ако тој не е конструктивен, тој систем не носи конструктивни елементи, тогаш тоа ќе биде најголема бариера која што те спречува да примаш и даваш љубов, а штом љубовта ја нема, како што рековме, не може да се остваруваат со ништата. Да речеме дека никогаш не сте помислувале во себе дека можете да го слушнете Божиот глас. Преку Светото Писмо, што ни се отвори? Ни се отвори разбирањето и перспективата за тие нови верувања и убедување дека можеме да го слушнеме Божиот глас, така ли е? Така. Си мислевме дека сме му мили на Господа, ама не осознававме дека не спаси, дека ни прости, не прифати, ни направи негови деца. Така? Така. И беше научна фантастика за нас да размислуваме дека Бог може да не биде најдобар пријател во минатото, така ли е? Да. И сето тоа Светото Писмо ни го откри и во нас изгради еден систем на верување и убедување дека ние можеме по милост на Господа и да сме Божји деца и да очекуваме дека тој е нашиот најдобар пријател. Така ли е? Да. И нели Исус ни кажа што? Вие сте ми мили, вие сте ми пријатели, ако го вршите она што ви заповедам јас. Веќе не ве нарекувам слуги, зашто слугата не знае што работи господарот. Туку ве нареков пријатели, бидејќи ви кажав се што сум чул од мојот Отец. Значи Исус ти го кажува тоа, ама ти без Светото Писмо ти ова не го знаеш. Кога го читаш Светото Писмо, ти ја отвара оваа перспектива да ти сватиш дека си повикан да имаш најголемо, најсилно пријателство со Исус. Дали го сваќате тоа? И сега зошто е ова важно? Затоа што Бог сака да ни биде пријател, ама ние не му даваме. Ние полесно да бидеме пријатели со болката, со проблемите, со вестите што ги емитуваат нон-стоп со вируси и едно друго заболени, со економски кризи и грижи. А не со Исус кој што тоа го разрешува од нас. Господ сака да ни биде пријател и може, како што имам напишано и во книгата, може да не прифати и да не поднесе во сите верзии и изданија. Зошто? Зашто тој пред се безгранично не љуби. Точно така. И затоа со Бог можеме да си ги споделиме сите нешта што ни тежат на срце. Бог нема да се налути, ниту ќе ни завидува, туку ќе се радува
за нашиот успех, односно ќе не благословува се повеќе. Зошто е тоа клучно? Затоа што во неговото присуство ја црпиме љубовта од него и тогаш има што да даваме кон другите. Ако ти не ја црпиш таа љубов, ќе даваш човечка љубов, која што е очекувачка љубов. Давам љубов, очекувам да ми вратиш. И те повредува и остануваш со болката. Еден човек една болка, друг човек 3 болки. Трет човек во твојот живот 10 болки. И што си ти? Кошница со болки ли? Контейнер со болки ли си? Не, тоа не е Божиот повик. Треба да си носач на таа љубов. Но за да ја имаш таа љубов, треба да си во блискоста со Бога и да дозволиш тој да ти биде стварно најдобар пријател. Се согласувате? Да. Ние како браќа и сестри во оваа заедница имаме привилегија и благослов тоа што Господ ни го дава да си го споделуваме едни со други и не треба да се премолчува. Зошто? Не треба да се премолчува успехот, благословот што Господ ви го дава, дека сте бремена, дека сте земале стан, дека сте се омажиле. Не треба да се премолчи. Зошто? Затоа што сето тоа доаѓа од Господа. Секој добар дар, совршен дар доаѓа од Господа. Амин. Кога кажуваме за тоа што како Господ работи во нашиот живот, му се оддава слава на Бога и тоа е поттик за другите што се послаби да бидат поттикнати во вера во Господа. Така ли е? Затоа сметам дека не треба да дозволиме ништо да не дистанцира и ништо да не биде пречка за таа љубов да си ја споделуваме. Па дури и да не можеме физички да се видиме, сепак да имаме можност сами од внатре да створиме иницијатива и да се јавиме кај еден, кај друг, да споделиме љубов, внимание, нежност. Дали ме разбирате? Ама некако како овој период за некои луѓе да беше добар. Изолација. Макар ето лета. Ме разбирате? Шо ќе ви сервираат, вие тоа ќе го слушате, нели? Не. Ќе го слушате Бога. Нема да се заразиш ако телефонот го кренеш и посветиш внимание и љубов со некој брат или сестра, нели? А зошто треба некој со стап да бодри да? Или пак, мене не ми се јави, јас нема да се јавам. Тоа се вика суета. Размислете ви како се покажавте овој период. Може би очекувавте љубовно сега да биде. Од овоа пољубовно нема. Знаете зашто? Затоа што ве вадам од она жива кал каде што влеговте. А жива кал се вика егоцентризам. Значи, може и помазание, и крштевање со Свет Дух, дарби да имате активни, застапништво да имате. Се е попусто ако отсуствува љубовта. Се согласувате? Затоа велам, не треба да правиме рестрикција на љубовта, туку треба да можеме да си помагаме. Зошто? Затоа што ако се водиме како сите што прават, тогаш тоа води во регрес во нашиот духовен живот, односно не уназадува кога немаме љубов да можеме да изразуваме. И сега моето прашање во овој случај е следно. Да размислиме, дали ќе живееме според Светото Писмо, односно Словото на Бога, или според традициите и обичаите? Зошто ова е важно? Бидејќи на два стола знаете дека не се седи. Ако сакаш да доживееш успех и благослов, не треба компромис да се прави. И затоа не може да се прави идолопоклонство кон светци, биоенергии, пари, слава, углед во општество, а потоа да очекуваш се да ти е добро по дома и се да е добро со твоето семејство. Зошто ова ви го објаснувам? Затоа што Бог сака да имаме заедништво во Него, но да одиме во духовна чистота, а не да бидеме камелеони и да живееме како по традиција, со слави и пагански обичаи, туку да живееме по тесниот пат, во духовна чистота. И тоа е еден процес во кој што се усовршуваме со помош на Светиот Дух, односно се движиме во осветување. Затоа некои луѓе некогаш се прашуваат зошто ми се случуваат кризи, зошто трпам неправди, зошто блиските ми страдаат. Одговорноста е на тие луѓе, одговорноста е нивна, зашто тие си отвориле вратата за непријателот да наметне болест, беда или страдања. Зошто? Зашто уште не ги трнали иконите од дома. Зашто се уште прават петолебие. Зашто жртвуваат јагниња,
а знаат дека Исус е јагнето кое што се даде за сите нас. Зашто се уште даваат слава на светци, а не слава на Бога. Затоа има проблеми. Не само лично во нивниот живот, туку и во семејството. Така да, зборувам за некој од вас кои што сте во брак со човек што уште не е оддаден во Господа. Ако вие колку и да се трудите духовно да имате чистота во семејството, а вашиот партнер се уште прави слави, петолебиња и така натаму, сите овие што ги наброев, така да вие не отварате вратата за непријател, ама тој до вас ја отвара. Кој страда? Семејството. Или еден од вас или вашите најблиски, дечињето што ви се најмили. Што ви е побитно? Углед или децата да ви се здрави и живи? Што ви е побитно? Углед како сите што прават да правите или да бидете црновца, ма да сте здрави, живи и вие и вашиот дом? Што ви е поважно? Здравје, црновци. Па вие ќе си одлучите. Пазете, Бог не казнува оти ние сме скршнале, сме направиле компромис. Ние сами се казнуваме и не гледаме со духовна перцепција кога живееме шарено. За да имаме духовна перцепција, како што имам зборувано претходно, потребно да се има библиска перспектива, односно библиски систем на верување и убедување. Затоа е неопходно да се чита Словото. И како знаеш дека го имаш тој систем на библиски верување и убедување? Ќе знаеш по моментот кога ќе дојде криза или предизвик, како ти ќе одговориш. Тоа ти е одговорот. Дали имаш систем на библиски верување и убедување или немаш. Кога ќе бидеш во стрес, кога ќе бидеш на јака позиција, функција, или кога ќе имаш признание од луѓето, тогаш се излегува на површина и се гледа каков систем на верување и убедување ти имаш. Например, дали простивте на луѓето кои ве повредиле? Така. Ќе речете да по автоматизам. Но кога јас ќе ве потсетам за некоја типична сцена во која што сте повредени, и тогаш ве прашам дали сте простиле, може би ќе речете да, ама постапките тоа не го потврдуваат. Еве еден пример. Пример еден брачен пар служители. Направија во еден момент ненамерен пропуст, односно не им укажаа внимание на друг брачен пар од црквата. Овој повредениот брачен пар се почувствува неважни и отфрлени. Јас им посочив да простат на тие другиот брачен пар, служителите, ако ме разбирате и ме следите убаво. И овие повредениве рекоа дека веќе простиле, заборавено е. Но од тогаш немаат комуникација и блискост. И прашањето е вака аналитички ве прашувам, дали тоа е вистинска прошка? Не. Дали разбирате? Така. Така да, ако е вистинска прошката, тогаш се надминува секоја бариера. Ама бидејќи бариерата постои, нема комуникација обновена, тоа значи дека нема прошка и дека нема љубов. На уста има прошка, ама на дела тоа не се потврдува. И во вакви ситуации се гледа дали љубовта и Светото писмо како систем на верување се живее практично или не. И ова е кочница заради кое што другиот пар, кој што претрпе неправда и не можеше да прости, сега не може да оди напред. Зашто не се усовршуваат во љубовта и немаат библиски систем на верување и убедување. Макар да и да се во право, како повредени, излезот е секогаш ист. Љубов на дело, прошка. Дали разбирате? Така. Завршувам со следните стихови. Вели, немојте да правите ништо од себичност, од ривалство и со цел да се истакнете, туку работете скромно и негувајте повисоко мислење за другите отколку за себе. Не гледајте си ги само собствените интереси, туку грижете се и за потребите на другите. Размислувајте, вели, онака како што размислуваше Исус Христос. Тој, иако по својата природа е Бог, не ја искористи својата еднаквост со Бог за да приграби нешто за себе. Напротив, се откажа од тоа и стана слуга. Се роди во човечко тело и живееше како човек. Како човек тој се понижи, остана покорен и по цена на својот живот и понизно умре распнат на крст. Затоа Бог го воздигна и му даде име поголемо од секое друго име. Пред тоа име, пред Исус, сите суштества на колена ќе клекнат, небесните, земните и оние под земјата. Сите отворено ќе признаат дека Исус Христос е Господ. Тоа ќе му донесе слава на Бог Таткото.
Затоа, драги мои, како што бевте послушни додека бев кај вас, вели апостолот Павле, уште поважно е да останете послушни и сега кога сум отсутен. Продолжете да работите со длабока страхопочит, за да се заокружи вашето спасение, зашто Бог действува во вас, за да ве направи желни и способни да го работите она што тој го сака. Се што ќе правите, правете без да негодувате или да се расправате, за да бидете безпрекорни и чисти. Меѓу овие расипани, изопачени луѓе, вие треба да бидете совршени Божји деца, да светите меѓу нив како што звездите светат на небото, држејќи се цврсто до пораката што носи живот. Така кога Христос ќе се врати, јас ќе се гордеам со вас, зашто ќе биде јасно дека моите напори и мојата работа не биле залудни. Филипјани, 2 глава, 3 до 16 стих. Амин. Амин. Дали ги разбираме овие работи? Ја? Да. Ви? Por favor. И разбираме ли овие работи? Верувам дека е за преиспитување за секој еден од вас. Да си видите вие каков систем на верување и убедување имате. Затоа што по муци се познају јунаци, има една поговорка. Точно тогаш, кога треба да направиш чекор, односно на работа ти се закануваат со отказ, баш тогаш се гледа каков систем на верување ти си имал. Баш тогаш кога те бркаат од станот, тогаш се гледа. Баш тогаш кога е неправда, тогаш се гледа ти како веруваш во Господа. Баш тогаш кога те навредува некој ти трие сол на глава, тогаш се гледа колку ти во љубовта си усовршуваш. Дали се разбираме? Не е ништо ова критика, но ова е нешто што го знаете, а постепено го заборавате. Денеска се собравме за да се подсетиме на таа љубов, затоа што таа е градивниот материјал, не само за нашиот живот, туку и за црквата воопшто. И за семејството да постои. Без љубов ни семејство не обстанува. Во име на таа љубов сме собрани, на таа Исусова љубов. Зошто? Затоа што имаме толку многу просведочување за таа љубов, како се материализирала во нашиот живот, се манифестирала врз нашите деца, партнери, родители. Таа љубов не е само за една цел само дадена, туку Бог ти ја дава и ги покрива сите аспекти од твојот живот, но прашање дали ти ја ослободуваш како чешма што се отвара, дали ослободуваш да ги покрие сите ниви во твојот живот. Може би само со таа љубов го наквасуваш твојот овоштарник, ама не бавчата со земјоделска култура. Вие ја давате таа љубов, ама само во еден сектор, не во сектор каде што е другата бавча, третата бавча, четвртата бавча. Таа љубов е за сите аспекти од вашиот живот, за сите бавчи, за сите релации, за сите однесување, со секого. И затоа, ако тоа го разберете, нема да живеете двоен живот. Во црква сме едни, а во другото секојдневие сме други. Во овој период ние сите се соочуваме со разни ситуации, предизвици, гледаме се наметнува. А и лидерството во црквата беше соочено со различни моменти. За лидерството потребен е период на дообучување и созревање. Поради тоа, сите кои што беа назначени за служба, од овој момент ќе бидат сите ставени во мирување одреден период. За тоа време јас и Милена ќе ја водиме целата црква и за се што треба може да ни се обратите, предпочитам тоа да биде или СМС или телефонски повик директно, не месенџер на Facebook, зашто ние не сме вработени на Facebook, ќе ве молам. Значи, повеќе нема да има активни духовни служби како координатори, ѓакони, учители и пастори. За сите понатамошни активности, собери и потреби, јас ќе назначувам директно луѓе со ограничени задолженија за момент. Ова значи, како епископи, ќе ја вршиме сета функција и кога ќе ми се обратите, пример, за некој проблем, јас ќе ве упатам кон кого вие треба да се упатите или кој да работи со вас. Ќе ви назначувам лидер, човек и така натаму. Некако досега еден служител све на него. Пример, ова значи дека црквата во Охрид, групните собирања ќе ги има во правец на тимбилдинг и администратори ќе бидат Сашо и Јана. Значи зборам во технички аспект, не сосема во духовен.
За неготино нема ѓакони, туку организација на настани, во технички аспект се Владко и Варвара. Машки средби, женски средби, средби во други држави можат да бидат во облик на молитвени состаноци и тимбилдинг состаноци со претходно најава и одобрување. За благајник и технички администратор ќе биде Кристина Андреевска. Повторувам, благајник, технички администратор Кристина Андреевска. Значи, не се во друга, мора да го разберете ова, јас сакам да ви го објаснам. Например, Јана нема да биде активна во учителска служба, туку ќе биде администратор за молитвени терапии кои што ќе стартуваат наскоро со одредени захтеви според новиве мерки, кои што конзумира и е потребно човек да е фокусиран, да речеме, на таа задача. Па ќе кажам, никој не е во духовна служба и затоа обраќањето кон нив со духовни титули нема да се користи во наредниот период, додека не се сменат ситуациите. Доколку некој од вас има потреба за духовна служба, како домашна посета за исцелување, како посветување на бебе, не дај Боже погреб, или дај Боже венчавка, дополнително ќе биде ангажирано соодветно лице, кое што ќе биде ангажирано со благослов да го изврши свештеничкиот чин. Сето ова зошто се случува? Се случува затоа што верниците мислат дека духовните задолженија се однесуваат само за служителите. Не е моја обврска, на Јана е. Не е моја обврска да поттикнам иницијатива за собир, на Сашо е пасторот. Не е моја обврска, на Варвара е. Разбирате ли што ви кажувам? Им се става преголем товар на досегашните служители, тие како да треба да одат по секого, тие треба да коригираат и тие треба да звонат и да кажуваат: ајде да дојдете, ајде да се соберем. Тоа не е духовно, ниту е здраво. Во овој случај, секој верник од црквата ќе си биде одговорен лично за својот духовен живот, ќе си гради лична интимна врска со Бога и со Светиот Дух и нема да префрла одговорност кон пастори, ѓакони, учители, служители. Во овој случај, иницијативите за средба и дружба беа насочени, дадени, ете гледате, само од служителите и само тие вика ајде да се собираме на ливадата во Неготино, на ливадата во Охрид, додека другите беа пасивни и беа како на гости. Црквата не смееме да ја претвориме во религиозен систем. И најчесто се става етикета на служителите дека немаат љубов. Не е точно. Имаат љубов, но не можат да ја изразат затоа што се преокупирани со обврски. А луѓето само ќе дојдат да поминат добро. Караоке шоу, театар нема да правиме во нашата црква. Нема религиозен систем да правиме. Секој орган треба да чувствува дека е витален дел од Христовото тело и дека треба сам да допринесува. И ние како да тоа не му го дозволивме на верникот. Сега му го дозволуваме на секој верник. Дали се разбираме? Да. Така да сега вие сте на потек. Колку прекрасна иницијатива и можност да искажувате она што Бог ви зборува во срцето, да земате иницијативи за молитвени прошетки, за да имате состаноци, за да ги поттикнувате другите на средби, нели? Гледате ли каков исцелителен процес ви се дава? За да не се случи религија, оној кој бара, добива. Кога човек ќе се навикне дека се му е дадено, тој веќе престанува да бара. Се задоволува со толку, се мести во една удобна ваква позиција. И што станува? Од човек што треба да е одговорен, ластович. Чекаа да дојде некој да му стави во клјун. До сега беше во клјун. Нели, кога вие ќе бидете во функција, вие да ставате во клјунот на малите ластовички што ги среќавате околу вас, на тие души пропатени кои што не знаат за Господа. Затоа, во православието, свештенството е на пиедестал. А знаеме дека Христос е првосвештеникот и сето свештенство го укина на каков начин? Што сите
сите ги направи свештен народ. Амин. Царско свештенство. Затоа ние нема да негуваме таков процес. Туку сите вие ќе ја земете таа функција директно. Ова значи дека во даден момент, ако има некој потреба, и ако се појави потреба за некој да биде венчан, можам да се јавам кај Тони Стојчевиќ и да му кажам венчај ги тие луѓе. Со среќа, така е. Ова значи дека ако некој се породи и треба бебето да се посвети, да се јавам, да речеме, на Душанка и да ја кажам посвети го детето на Бога. Мора да знаете дека сме повикани да бидеме авангарден тип на народ, живо христијанство, а тоа значи да ги рушиме стереотипите и сите тие религиозни кочници и граници. Ова значи, ако некој не дај Боже почине, да се јавам кај Лазар и да речам Лазаре, изврши го погребението. Затоа сега ќе имате многу поголемо внимание на богослужбите. Многу подлабоко ќе сакате да ги гледате и службите, како се водеше крштевањето, како беше погреб, снима ли некој на погреб за да видам? Не снима никој. Дали разбирате? Затоа што некогаш викавте, пастори не грешат. Сега вие дојдовте на нивно место. Така да, пазете. Ова треба да го пренесете на остатокот од црквата. Која е одговорност? И привилегија би рекол. Дали се разбираме? Ние ви стоиме на располагање. Но треба да се подготвите. Зошто? Затоа што ако вака останете, накаде, која е визијата напред во вашиот духовен живот? Барбите да се практикуваат полагање раце, пророкување. Океј, го живееме тоа. Некогаш сме поактивни, некогаш не. Во ред разбирам. Но кога ќе ја видите одговорноста како Божи служител, како некако што гласно зборува во име на Господа слово се, тогаш ќе сватите колку силен благослов и можност е да ја носиш радосната вест, да ја сееш во стврднати срца кои што копнеат за живот и за благата вест да им даде вкус за живење. Дали се разбираме сега? Да. Затоа, драги браки и сестри, кренете ги главите. Насмевнете се и кажете Алелуја. Слава на Бога. Ајде на јазици, молете се, за да ви помине стравов тремава одговорноста. Орашам парадосон бире мефтикарија, мефтикарија. Ире лех механдора батан бире мефтикантиран. Ајде малку по-духовно. По-огнено. Ајде. Додека се молите на јазици, баш да се видите како пастори, како венчавате, посветувате деца. Сеете радосна вест. Слободно, ајде сите. Така е, ајде огнено, моли се и гледај таа визија. Знаете ли зашто се собравме сега со ова собирање се одеднаш? Затоа што имаме прекрасна привилегија да го посветиме ова бебенце на Господа и сите вие учествувате во овој прекрасен чин. Во Светото писмо вели каде што се двајца и тројца собрани во моје име, Исус вели, таму сум и јас. И вечерва ние се собираме во името на Исус, имаме прекрасна богослужба, но знаеме дека Божјото присуство е тука, меѓу нас и во нас. Амин. И секогаш е возбудливо кога доаѓа детенце во семејството, а знаеме дека децата се дар од Господ и Господ ги сака децата. Во Псалмот 127:3 вели: еве синовите се дар од Бога, негова награда е плодот на утробата, што значи дека целиот живот кој што доаѓа од Господа, сето тоа е прекрасен благослов од Бога. Покриме го главчето. Како верници, ние сме повикани да признаеме дека детето припаѓа првенствено и главно на Бога. Бог со неговата добрина ги дава децата како дар на родителите. Тие не само што имаат сериозна обврска да се грижат за овој дар, туку и привилегија да уживаат со овој дар. Бидејќи децата припаѓаат на Бога,
и им се дадени по милост како дар на родителите, и тие се единствена собственост на Бога, затоа и соодветно е дека децата треба повторно да се посветат на Бог. Значи Бог ги дава. Ние го осознаваме дарот од Господа, но повторно му го посветуваме на Бога и му даваме слава. Во прво Самуил, прва глава, читаме за Ана, која имаше затворена утроба, не беше плодна, но таа се молеше на Бога ревносно, со солзи, копнееше Господ да ја благослови, за таа да има дете, и таа роди исто така дете, машко дете, Господ ја помилува, се роди детето и таа го посвети своето дете, тоа да му служи на Господ до крајот на сите денови. Во Евангелие по Лука, 2 глава, 22 стих, читаме за Марија и Јосиф, кои што го принесоа Исус во храмот во Иерусалим, за да го посветат своето дете на Бога, односно да му го представат на Бога и да го посветат. Во Матеј во 19 глава читаме дека доведоа дечиња при него кај Исуса, за тој да ги положи рацете над нив и да се помоли. Но учениците тогаш ги укорија. А Исус рече: оставете ги децата и не им пречете да дојдат при мене, зашто на таквите им припаѓа небесното царство. И потоа ги положи рацете на нив и си отиде оттаму. Од тука разбираме дека луѓето ги принесуваат своите деца пред Бога и му ги посветуваат на Бога. Ги посветуваат на Исус, за да може Исус да ги благослови, да ги постави своите раци и да ги благослови дечињата. Оно што е важно и што сакам да го споделам сега во овој момент, е тоа да земам, да ги прашам овие двајца овде, кои што се родители, и да ги прашам неколку прашања. Дали вие се сакате меѓусебно? Да. И дали знаете дека вашата љубов е благословена од Бога и ова што го држите во рацете е тој благослов од Господа? Да. Алелуја. Слава на Бога, кога го знаат родителите тоа, тогаш имаат понизно срце и разбираат. Она што сакам да ви го кажам како совет е следно. Она што треба да знаете како родители. Посветувањето на детето го признава суверенитетот на Бога не само врз детето, туку и врз вас. Исто така, родителите ги посветуваат своите деца на Бога и неговиот народ, барајќи благодат, мудрост во извршување на одговорноста како родител. Исто така, вие како родители се молите и треба да се молите заеднички еден ден кога ќе порасне вашето дете да го прифати Исус Христос како свој Господ и Спасител, за да живее спасенички со опростени гревови. Оно што треба да го знаете исто така од Словото е следно. Чуј Израелу, Господ е наш Бог, Господ е еден. Затоа љуби го Господа, својот Бог, со сето своје срце, со сета своја душа и со сета своја сила. Овие зборови што денес ти ги заповедам, нека ти се врежат во срцето. Напомнувај им ги на своите синови. Зборувај им за нив кога седиш дома во својата куќа и кога одиш патем, кога легнуваш и кога стануваш. Амин. Амин. Господ заповеда на родителите да го љубат Бога, и ако тие навистина го сакаат Бога, нивното дете исто така еден ден ќе го љуби Господа, ќе го следи Божиот пат и нивните животи ќе бидат пример за тоа. Разбираме дека должноста за учењето на децата им припаѓа на родителите. А родителите се тие кои што треба да ги поттикнуваат децата и во неделни библиски школи, и во присуство во црквата да доаѓаат, да комуницираат со другите дечиња, за да може од мали да ги учат тие принципи христијански и да живеат во присуството на Светиот Дух. Знаете дека молитвата е разговор со Господ и дека молитвата е нешто што треба да се пренесе на вашите деца, тоа да биде постојано и кога стануваат, и кога легнуваат, и кога примат подароци, и кога седнуваат на маса. Верувам дека тоа ќе се случува и со вашето дете, но одговорноста е ваша. Во духовното христијанско издигање на детето, важно е да вклучите библиски лекции, приказни советувања и практични примери, за да го имплементираат тоа во нивното живење. Во Ефесјаните има поука, а вие татковци не дразнете ги вашите деца, туку воспитувајте ги во науката и опомената на Господа. Амин. Амин. Дали разбираме? Да. Многу е важно да сватите дека детето се воспитува на вистински начин кога
Такви укази ви дава Светиот Дух и тогаш ги воспитувате со љубов, со трпение, еден мудар начин, а не како што прават луѓето кои што не го познаваат Бога. Сега би сакал сите вие да сте свесни за цијот овој чин и да се преиспитате дали вашите чеда ги посветивте на Бога, дали го предадовте вашето најмило во Негови раце или пак не, затоа што во овој случај ние гледаме дека овие луѓе со радосно срце пристапуваат кон Бога и сакаат во целост да си го посветат детето на Бога. Горан и Верица, сакајте го Господа со целото ваше битие и учете го вашето бебенце да го прави истото. Како што го сакате Господ и како што се сакате себе си, вие ќе покажете пример за онаа љубов која што се прима од Господа, дека е совршена и дека навистина Бог е помеѓу вас. Дали вие со пристапувањето пред Господ и пред Неговите луѓе ја изјавувате свесно и искрено вашата желба да се посвети вашето дете, Доротеја, да се посвети на Господа? Да. Дали сакате? Да. Дали знаете што значи да биде посветено детето на Бога? Да. Затоа, Верица, ти сега го даваш бебето во татковите раци и веќе е дадено, нема да одиме толку формално. И јас уште неколку прашања сакам да ги поставам за да слушнат сите, да земат исто така и пример. Со оглед на тоа што Доротеја може да оди во вечен живот што ни го дава Христос, дали Горан и Верица се заветувате дека со Божја помош и во партнерство со црквата ќе обезбедите за Доротеја христијански дом со љубов и мир, да ја подигате во вистината Божја, во дисциплина, според инструкциите на нашиот Господ, како и да ја охрабрувате еден ден таа да поверува дека Исус Христос е нејзин Господ и Спасител. Да. Јас ги поставувам тие прашања бидејќи се важни и бидејќи секогаш Господ го чека нашиот одговор, затоа и не прашува ме љубиш ли? И ние знаеме да одговориме дека го љубиме Господа. Сега би сакал да се помолиме сите заедно, да ме поведам во молитва и потоа да пристапиме кон целосно посветување. Господи Исусе Христе, ние го славиме Твоето име, ние исповедаме дека Ти си извор на животот и секој совршен дар доаѓа од Тебе, Господи. Ти благодариме што Ти го посветуваме нашиот живот и што имаме привилегијата сега да просведочиме за ова прекрасно дело, односно за посветувањето на ова дете. Сега, Господе, ние се радуваме и ги поддржуваме нашите браќа и сестри Горан и Верица во љубовта Твоја и да се радуваме на нивниот успех и на сето тоа кое што им се случува. Не ми треба веќе микрофон. Држи ми го и ова. Сега ти ми го дадеш. Слика саке. Слика тамо. Господе Татко Небесен, во името на Исус, Ти ја посветуваме оваа ќерка Тебе, Господе, Доротеја, да оди по Твојот пат, да го слави Твоето име. Познај ја, Господе, познај ја во целост, Ти да ја движиш, Ти да ја насочуваш и таа да биде сад за почесна употреба. Познај ја со името Доротеја и движи ја, Господе, со Твојата десница, нека биде Твојата десница врзна и зе, и кога спие, и кога е будна. Нека Твојата радост, Твоите благослови, Твоите способности, дарови да се намножуваат во нејзе и во нејзиниот живот. Во името на Исуса Христа, сега ја посветуваме Доротеја на Тебе, Господе, пред целата црква која што стои пред Тебе и пред Твојот престол. Оче, во името на Исус, Ти ја предаваме и Ти ја посветуваме Доротеја. Познај ја, Господе, и води ја од сега натаму по Твојот пат. Во името на Исус, сега Ти ја предаваме
Господе, ова е Твојот дар и ние Ти го посветуваме Тебе. Слава Ти, Господи Исусе. Здравје, живот, радост и Божјо присуство врз низе и водство во името на Исус. Амин. Во името на Господ Исус Христос, биди благословена со здравје, сила, љубов, радост и копнеш во твоето срце за Бога. Каде и да одиш, Господ да биде со тебе. Во името на Исус да си благословена, да бидеш инструмент Божји, сад за почесна употреба, за да се величи и прослави името на Господа Исуса Христа, како од твоите уста, така и од сите кои што ќе те сретнат во твојот живот. Амин. Во името на Исус. Амин. Амин. Алелуја. Сега јас ќе ја предавам вака, а сега таткото да си го благослови детенцето. Благослови од озгора, стави рака. Во името на Господ Исус. Господ Исус Христос да се биди благословено со радост, со мир, со Божјата заштита, да чекориш по потесниот пат кој е праведен и свет и да бидеш секогаш здрава, весела и да живееш во Божјото присуство. Во името на Господ Исус. Името на Господ Исус Христос биде заштитена со Божја заштита, крвта Исусова врз тебе и нека биде се според Божја волја во твојот живот. И си имаш совршена здрава, совршена исцелена и се совршено да функционира во твојот живот. По Божја По волја. Божја волја. Амин. Амин. Од името на Господ Исус Христос, благословена со сите Божји благослови, љубави, нежности и Се чуе по Божја здравје. волја. Амин. Ајде. Во името на Господ Исус Христос и благословувам Доротеја за љубов кон Исус и сите околу неја. Животот нека ја биде исполнет со љубов и со радост. Амин. Дојдете вака до мене, се вртите се према црквата, вие од позади напред. Само свртите се. Вие од позади застанете од напред. Ајде рацете насочете ги кон семејството и кон бебето. Во име на Господ Исус Христос го благословуваме целото семејство и Доротеја, здравје, живот, радост, сила, крвта Исусова врз вас. Господ да ви преумножува благослови и да бидете сведоштво за милоста на Бога и неговата сила дека работи во вас изобилно. Амин. Слава на Бога. Алелуја. Изгрева како ново утро, ново дете сум. Кој љубам јас, Господ кој ме возлюби пред да постојам. Изгрева како ново утро, ново дете сум. Кој љубам јас, Господ кој ме возлюби пред да постојам. Твоето име, Господе, во срце мое, ме прави живот творение. Твоето име, Господе, из устите радост излева Емануел. Твоето име, Господе, во срце мое, ме прави живот творение. Твоето име,
Твоето име, Господе, во срце мое, ме прави животворение. Твоето име, Господе, Исус ли ме, радост излева Емануел. Твоето име, Господе, во срце мое, ме прави животворение. Твоето име, Господе, Исус ли ме, радост излева Емануел. Благослови душа моя, јас ти пеам, дури дишам. Благослови срце мое, мир мирувам и те слава. Благослови душа моя, јас ти пеам, дури дишам. Благослови срце мое, мир мирувам и те слава. Благослови душа моя, јас ти пеам, дури дишам. Благослови срце мое, мир мирувам и те слава. Благослови душа моја, јас ти пеам, дури дишам. Благослови срце мое, мир мирувам и те слава. Светлост Божја над мене огрева. Љубов Твоја во радост ме облева. По милост Божја Исус го познавам. Алелуја, алелуја, Исус го познавам.
Ajde, Elohim, da ispejeme. Ajde. Може да се послушаме со нече предадено, затоа што завршуваме со оваа песна. Куса в комарците. Во Твојата радост имам сила, мој Господе. Во моето срце имам љубов, благодарам свети душе. Во моето тело имам живот, мој Рафаел. Од светоста Твоја сега примам, благодарам свети душе. Елохим, 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 Елохim, Yeshua HaMashiach Adonai. Elohim, 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 Yeshua HaMashiach Adonai. Levachana Yashia Nakarana Namatzika. Радост на язици. Во Твојата радост имам живот, мој Господе. Во моето срце имам љубов, благодарам свети душе. Во моето тело имам радост, мој Рафаел. Од светост на Твоја сега примам, благодарам свети душе. Елохим, 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 Елохim, Elohim, Yeshua HaMashiach Adonai. Elohim, 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 Yeshua HaMashiach Слава на Бога! Има ли радост? Да! Сакате да трае? Да! И јас исто така. Комарците јадат. Има што да јадат.
ništa, do Tebe, Gospodi, imam nalez. O Tebe imam radost, o Tebe imam život, imam i spasenje. Aleluja, aleluja, slava na Gospoda. Aleluja, aleluja, ime Tobino slava. Aleluja, aleluja, slava na Isusa. Aleluja, aleluja, ime Tobino slava. Halleluja. Krenete rad i kažete, Gospodi Isuse Hrisте, Ti odavаме sveta slava i čest i го величаме Твоето име, кое над секое име. Води ли со Твојот свети дух по Твојот пат. Зборувај ни, Господи, ние копнееме за Тебе, да го слушнеме Твојот глас и да го видиме Твоето лице. О, Господи, ние сме радосни што си со нас и што вечерава имавме прекрасен благослов, кој што секој еден од нас го прими според Твојата волја и милост. Хвала Ти, Господе, и во името Твое, нека е благословена оваа земја, оваа нација, секој град и село, сите луѓе, да Те познаат Тебе и да го прослават Твоето име кој над секое име. Хвала Ти, Господе, што ги креваш болните, воскреснуваш мртвите, што слепите прогледуваат, куците проодуваат, глувите прослушуваат. Хвала Ти, Господе, што се случува исцелување за цела Македонија во името Твое. Исцелување и за Израел во името на Исуса Христа. Исцелување за секоја нација и спасение за секој народ. По милост Твоја и нека биде во името на Господа Исуса Христа. Амин. Слава Ти, Господе, слава на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Халелуја! Халелуја! Во името на Господ Исус Христос бидете благословени со Божиот мир, копнежот за Бога да ви е постојан. Да живеете со библискиот систем на верување и убедување и со водство од Светиот Дух. Да бидете витален орган во Христовото тело и се што вршите да биде за да се прослави името на Господа Исуса Христа. Амин. Божи благослов до вас. Благословена вечер и благословени денови. Се надевам дека наскоро одномо ќе имаме можност вака да се собереме, со тоа што веројатно бројката ќе биде 4 пати поголема. Така да чекаме предлози за места од оваков тип. И за крај само сакав да кажам, се што се случува овде треба да остане и да не објавуваме јавно, ако сакаме да имаме вакви средби. Имавме еден случај ненадеен кој што се префрли одговорност, дека сме одговорни, дека различни ситуации да не се важни сега. Затоа имавме во последен момент нова локација со цел да се избегнат одредени компликации, меѓу другото, од верници во оваа црква. Заради тоа гледам дека отсуствува некогаш дисциплината ментална, како и отсуство на духовните разликувања и проценки. Заради тоа и оваа богослужба беше насочена кон тоа да се изградуваме и да одиме напред, ако сакаме да успеваме во познанието на тоа колку е длабока, широка и бескрајна Исусовата љубов. Амин. Нека има мудрост кај секој од вас, зашто пишува во Словото кој му треба мудрост, нека ја бара од Бога и ќе ја добие. И така во мудроста на Господа да си помагаме едни со други, да се усовршуваме во љубовта и да се гледаме се почесто. Амин. Божи благослов и пријатна вечер на сите.